In Touch со доктор Чарлс Стенли, споделување на Евангелието низ целиот свет. Јас имав повик од Бог. И ако Бог те повика тебе од каде било, треба да му се покориш, да го оставиш тоа што го правиш и да одиш таму каде што тој ти кажува. Тој ме повика мене да им помагам на жените, да разговарам со нив, да ги охрабрам. И тогаш подоцна сватив дека е тоа свештеничка работа во болницата. Тоа е мисиска болница. Тоа е како кога ќе дојдеш овде, знаеш дека тоа е нешто различно. Многу луѓе овде го запознаваат Бога. Деновиве има толку многу деца кои имаат нарушувања со кои се родени и лекарите овде го прават тоа. Некои доаѓаат со рак, други доаѓаат со туберкулоза, тоа е многу честа појава, пневмонија, други со срцеви заболувања, други ќе имаат респираторни проблеми. Секој проблем што го имаат, треба да бидете тука за да ги охрабрите и да им кажете за Бог кој ги сака и за Бог кој може да ги спаси. Знаете, мојот сопруг почина, мајка ми и други луѓе починаа од болест. Јас можам да го споделам тоа со нив. И тоа е време, јас верувам, низ што и да минуваме, тоа не прави уште подобри помагачи на другите. Многу од нив си одат дома, знаејќи го Исус Христос како свој спасител. Одам во болница секој ден за да го правам ова и ми беше многу тешко. Тоа е она што сега ме прави да се чувствувам стара и дека треба да направам нешто поинако, знаете. Да се оди во болница секој ден и да се гледаат болните, многу, знаете, срцето боли. Но кога одам кај Бог, тој ме зајакнува. Ги слушам и пораките на доктор Стенли од аудио Библијата и тие навистина ми се голема помош. Кога го носите Божјото Слово со вас, на некој што не знае да чита, тогаш ќе му помогнете да го слушаат и тие ќе знаат дека Бог го кажува тоа. Потем им го покажуваш месинџерот и велиш, ова е Божјото Слово. Може би сум уморна, но сакам да знам пред да одам дека сите се среќни и сите се згрижени. Сакам да одам таму каде што Господ ме повикува да одам. Само треба да го споделам Исус со другите. Тоа е како да ги земаш луѓето од смрт во живот. Сакате да бидат спасени како што сте вие, затоа не ја ограничувајте вашата служба за Бог. Не е важно кој сте, дали лекар или што и да е. Вие со својот живот ќе го проповедате Евангелието на Исус Христос. Следно на програмата In Touch, Божите скапоцени ветувања. Што би помислил за личност која била многу богата, а сепак секогаш приговара дека нема доволно? Гледаш и си мислиш, чекај малку, знаеш дека е богат, но погледни како се облекува, или гледај што вози, гледај како живее, се прашуваш, па нешто не се совпаѓа. Со други зборови, ако тој го има сето тоа, зошто се однесува на начинот на кој се однесува? И така треба да се запрашате, дали тој знае дека е богат, дали верува дека е богат, дали знае како да го искористи богатството. Што е погрешно со личноста, која живее таков вид на живот?
Па нешто сигурно е погрешно, но јас познавам многу верни кои се исто такви, то се многу богати, но не се однесуваат така, не го кажуваат тоа. Мислам дека не го прават тоа бидејќи не веруваат, бидејќи никогаш не се биле научени така или некако ја пропуштиле таа прекрасна вистина. Кога мислам на тоа колку јасно Бог го дал неговото слово и прекрасниот пат што тој го обезбедил за нас, а сепак луѓето често реагираат како да се бедни. Или се однесуваат како, знаеш, никогаш немам доволно. Бог ме напушти, Бог не разбира кои се моите потреби. Знам што вели Библијата, но тоа не делува за мене. Па што е проблемот? Дали проблемот е со Бог или проблемот е во фактот дека јас не разбирам што имам? Затоа сакам да слушате многу внимателно. Ќе го промени вашиот начин како размислувате за себе си и можеби начинот на кој размислувате за Бог. Затоа сакам да свртите во 2 Петрова и да погледнете во 1 глава. Ова е втора порака во нашите серии за ветувањата од Бог. Во овој одреден пасус од писмото, Петар го опишува ова неверојатно богатство што ти и јас го имаме. Слушајте што вели. Почеток на првиот стих во 1 глава на 2 Петрова. Симон Петар, слуга и апостол на Исус Христос, до оние кои ја примија истата вера како нашата, преку праведноста на нашиот Бог и Спасител, Исус Христос. Благодат и мир нека бидат умножени на вас во познавањето на Бог и Исус, нашиот Господ. Сега погледнете ги следните 2 стиха. Гледајќи дека неговата божествена сила ни подари се што е потребно за живот и побожност, преку вистинското познавање на Него, тоа е Исус, кој не повика преку неговата собствена слава и совршенство, преку кој тој ни ги дарува неговите скапоцени величествени ветувања, та преку нив да можете да станете учесници во Божјата природа, избегнувајќи ја расипаноста од овој свет на поход. Она што сакам да го видите во ова место и во сите овие стихови е ова. Внимавајте, знам дека многу од вас нема да веруваат во ова, но слушајте внимателно. Дали знаете или не, денот кога сте го примиле Исус Христос како ваш личен спасител, вие станувате прекрасна, богата личност. Сега, каде е сето оваа вредност? Еве каде е. Тоа е ветувањата од Бог. Јас ќе ви покажам за момент зошто го реков ова. Кога вие поверувавте во Него како ваш спасител, ветувањата од Божјиот збор стануваат ваши ветувања. Вие сте многу богата личност. Ајде да почнеме со првиот доказ за Божјото богатство, кое тој го оставил во наследство за вас. Сакам да свртите во Римјаните, глава 5, за момент. Ке поминеме низ многу стихови. Римјаните, 5 глава, ни кажува како започна се. Еве што вели во стих 6. Уште кога ние бевме се уште немокни во определено време, Христос умре за безбожниците. За праведник одвоили некој ќе умре. За добар можеби некој ќе се осмели да умре. Но Бог ја покажа неговата љубов кон нас со тоа што Христос умре за нас, уште додека бевме грешници. Колку повеќе откако се оправдуваме преку неговата крв, ние ќе бидеме спасени од гневот на Бога преку него. Оти, ако како непријатели се помиривме со Бога преку смртта на неговиот син, тогаш ние ќе бидеме спасени преку неговиот живот. И не само тоа, но ние исто така се воздигаме во Бога преку нашиот Господ Исус Христос, преку кого сега примивме помирување. Сега внимавајте. Кога поверуваш во Исус Христос како твој личен спасител, тој ти ги простува сите твои гревови. Тој те донесува во заедништво со него, лично заедништво. И од тогаш, внимавајте, ти можеш да се наречеш себе си Божјо дете. Тоа е твоја собственост. Сега ти имаш наследство, а тоа наследство е дека Бог е твој татко. Исус Христос е твој спасител, твој брат, и ти си сега член на Божјото семејство. Тоа си ти. Си престанал да бидеш она што некогаш си бил, дете на ѓаволот. Сега ти си Божјо дете, број 1. Многу важно. И се додека тоа не се случи, се што ќе зборувам понатаму, не можеш да го примениш за себе. Втората работа што сакам да ја забележите е ова. Не само што тој ве спаси, ви прости, ве исчисти и го запиша твоето име во книгата на јагнето, во книгата на животот, ве направи дел од царството, но тој ви го вети ова. А тоа ветување е во 1 Јованова, глава 1, стих 9. Сите го знаете ова по срце. Ако ние ги исповедаме нашите гревови, тој е верен и праведен за да ни ги прости нашите гревови и да не исчисти од сета неправда. Какво ветување? Еве што значи.
Значи дека додека го живеам мојот живот во овој валкан, гнасен свет, можам да останам чист секој ден. Бидејќи тој вели, ако ние ги исповедаме нашите гревови, тој е верен. Тоа значи дека ти можеш да му веруваш на него, верен и праведен. Тој има право да го стори тоа, да ни ги прости нашите гревови и да не очисти од секоја неправда. Тоа кажува дека јас сум многу богат, дека јас имам привилегија да отидам кај семокниот Бог, да барам: Господе, ова е мојот живот. Не би требало да биде ваков. Јас го гледам тоа, јас го признавам и барам од тебе да ми ги простиш моите гревови. Тоа е тоа прекрасно наследство. Третиот дел од тоа богатство е ова, а тоа е неговата постојана присутност во нашиот живот. Помислете на ова. Кој друг би можел да ти го вети ова? Ова е суверениот Бог на универзумот кој вели: Јас никогаш нема да те напуштам, нити да те заборавам. Таму во Евреите, глава 13, стих 5. Јас никогаш нема да те напуштам, ниту да те заборавам. Знаете ли што ни зборува тоа? Видете, ако можете да го согледате ова. Вие имате сопатник, личноста на Исус Христос, кој никогаш, под никакви околности, без разлика на што, никако не те напушта или заборава. Точка. Сега, кој може да ти го вети тоа? Никој не може да ти го вети тоа. Видете, кога луѓето ги свртат нивните очи од Господ Бог и кога ќе почнат да гледаат на себе си и на своите ситуации, околности, наместо да прашаат што е ветувањето на таткото, ветувањето на татко Бог е, внимавајте, еднаш откако му поверуваш на Исус како твој спасител, ти никогаш нема да бидеш сам. Може би сакаш да бидеш, ти не можеш да бидеш. Тој вели: Јас нема да те заборавам. Не, никогаш нема да те напушти под никаква околност. Тоа е едно безусловно ветување од Бог кое припаѓа на секој верник. И, внимавајте, никој не може да го промени тоа. Ти би можел да отидеш во затвор или да бидеш овде, онде. Не прави некоја разлика. Тој вели: Јас никогаш нема да те напуштам, ниту да те заборавам. Јас никогаш нема да те напуштам. Точка. Така, следниот пат кога си разочаран и сам си и си мислиш: ми треба советник, ми треба ова. Ах, Боже, помогни ми. Само застани и запрашај се. Сега, што е она што јас поседувам? Јас го имам Исус како мој интимен пријател, кој живее внатре во мене и кој вети дека без разлика што се случува во мојот живот, тој никогаш нема да ме напушти. Не можете да го побиете тоа за ветување или за пријателство. Тоа е едно прекрасно наследство кое никој друг не може да ви го даде, а никој друг не може да ви го вети. Потоа секако, тој ни ветува нам дека ние не мора да го живееме овој живот со наша сопствена сила и моќ, но ние го имаме Светиот Дух кој се нарекува наш помошник. Во Јован, глава 14, стих 16, кога Исус вели: Јас ќе ви испратам помошник, и кога тој ќе дојде, зборува за тоа што ќе направи тој за нас. Кога Бог те повикува да му служиш, ти го имаш Светиот Дух да те оспособи, да ти даде мудрост, правец и водство за твојот живот и да ти даде сила за да го направиш тоа добро, да правиш добро, што и да те повикува да правиш, тоа е неговото ветување. Овие ветувања те прават богат. Досега не си чул ништо да сум рекол дека некој друг може да обезбеди за тебе освен Бог, заради твоето заедништво со него. Потоа Бог вели, например, дека тој ќе ги обезбеди сите наши потреби. Кој може да ти го вети тоа? Ниту една личност. Има многу стихови во Библијата за тоа, но најверојатно еден од највреднуваните е Матеј, глава 6. Затоа ви велам, не грижете се за својот живот, што ќе јадете или што ќе пиете, ниту за вашето тело, што ќе облечете. Зар не чини животот повеќе од храната и твоето тело повеќе од облеката? Тој зборува за птиците во воздухот, лилјаните во полето и се останато, а потоа надолу вели: Затоа не грижете се и не велите што ќе јадеш, што ќе пиеш, што ќе облечеш. Тој вели дека неверните размислуваат така за тие работи. Небесниот татко знае дека вие имате потреба од сите тие работи. Така, што вели тој? Овде е неговото ветување да прави што? Да ги задоволи нашите секојдневни потреби. Кој друг може да ти го вети тоа? Никој. Ти велиш: па не. Никој не може да ти го вети дека ќе ти одговори на твоите молитви, но само семојниот Бог. Никој не може да ти вети дека било во која ситуација или околност се наоѓаш, било која потреба ја имаш, еве го ветувањето. Бог вели дека тој знае кои се вашите потреби и тој ќе обезбеди она што ви треба, без разлика што и да е. И така, што околу целиот овој проблем со неодговорена молитва?
Кој може да ти вети дека некој ќе одговори на твоите молитви или некој можеби е способен да ти помогне за некој проблем? Но слушај што вели Бог во 1 Јованова глава 5 стих 14 и 15. Тоа е довербата што ние ја имаме во Него, дека ако побараме нешто според Неговата волја, тој не слуша. И ако ние знаеме дека тој не слуша, ние знаеме дека имаме барање кое сме го побарале од Него. Кој може да ви го вети тоа? Никој друг. Има многу стихови на ветување и одговорени молитви во Божјото Слово, но гледајте го ова. Луѓето велат, па јас имам потреби. Дали ги задоволуваш? Каква потреба имаш? Па како да ги задоволам? Молитвата сигурно е една од начините. Честопати ние се чувствуваме во потреба и сакаме некој друг да ја задоволи потребата или си мислиме, па не знам како Бог ќе работи на ова. Еве го ветувањето. Ова е довербата што ние ја имаме во Него. Бог го прави тоа толку кристално јасно. Например, тој вели, сакајте и ќе ви биде дадено. Барајте и ќе најдете. Чукајте и ќе ви биде отворено. Така има ветување по ветување за одговор на молитви. Со било каков товар да се справуваш, што е носител на товарот. Велиш, како јас да му го дадам товарот на Бог? Донеси го пред Него, положи го пред Него. Ние ќе зборуваме и за тоа. Како го истоваруваш товарот? Слушајте, не е Божја волја за Неговите луѓе да бидат долу во дупки, разочарани и да живеат со намуртено лице. Тој зборува за радоста од Господа. Потоа секако, тој вели ќе ни даде мудрост. Ако забележавте во Јаков, 1 глава, тој ни ветува мудрост. Слушајте што вели. Ако на некој од вас му не достига мудрост, некој ја бара од Бог, кој дава на сите луѓе дарежливо и без укор, и ќе му биде дадено. Некој вели, па не знам што да правам. Слушајте, ти можеби не знаеш што да правиш. Сакаш ли мудрост? Ти го имаш ветувањето за мудрост. Внимавајте, Божјото ветување вели дека сета Божја суверена моќ стои за дона што тој го ветува и тој ќе направи тоа да делува. Ти треба мудрост. Тоа значи, ти треба да ги гледаш работите од Божја перспектива. Ти треба да донесеш мудра одлука овде. Ти го имаш тоа ветување дека тој ќе ти даде мудрост во секоја околност од животот, бидејќи тоа е Бог. Ти имаш мудрост од Бог која живее во тебе. Слушајте, во секоја поединечна ситуација ти имаш ветување од Бог дека тој ќе ти даде мудрост да знаеш како да одговориш или како да реагираш во таа дадена ситуација. Тоа е една од работите кои не прават богати. Кажи ми нешто повеќе вредно отколку мудроста. Гледајќи ги работите од Божја перспектива и знаејќи како да се оди во тоа, понатаму доаѓаме до овој предмет – мир. Стихот кој повеќето од нас го знаат од срцето од филипјаните. Слушајте што вели Павле. Радувајте се во Господа. Тој вели, нека вашиот кроток дух им биде познат на сите. Господ е близу. Не грижете се за ништо. Не се вознемирувајте за тие работи, туку во се преку молитва и молба со благодарност, нека вашите барања бидат познати на Бог. И мирот Божи, што надвишува секој ум, ќе ги запази вашите срца и вашите мисли во Христа Исуса. Што вели тој? Тој го вели ова. Без разлика што се случува во вашиот живот, Бог ќе ви даде ѕид, што ќе ве одвои од неспокојот и тој ќе ја исполни твојата потреба за мир во твојот живот. Што рекол Исус, Библијата вели дека Исус е нашиот мир, кој живее внатре во тебе, Господ Исус Христос. И така, ние минуваме низ ситуации и околности, што вели Исус. Мојот мир ви го давам на вас, јас ви го давам не како што го дава светот, нека не се плаши вашето срце. Едно од најпрекрасните ветувања што тој ни ги дава е дека ние можеме да имаме мир без разлика со што се соочуваме во животот. Ние треба да избереме дали ќе го прокламираме на неговото ветување. Ако ти го декларираш неговото ветување денес, Боже, знам дека ти можеш да ме повикаш дома во секое време, ти си спремен, но се до тогаш јас сакам да го дадам моето најдобро. Сакам да бидам силен, сакам да бидам плоден, сакам мојот живот да се бори за Божјото царство. Потоа погледнете во Псалм 37, бидејќи овде има прекрасно ветување од Бог. Ако јас би ти рекол, дали би сакал да ги имаш желбите на твоето срце? И ако ти речам, кои се желбите на твоето срце? Некој вели, па јас сакам сопруг, јас сакам сопруга, сакам ова, сакам она. Кои се желбите на твоето срце? Еве што вели Бог. Ова е ветување од всемоќниот Бог кој ја има сета моќ. Слушајте, тој има безусловна љубов за тебе.
Насладувај се во Господа и тој ќе ти ги даде желбите на твоето срце. Со други зборови, што значи тоа да се насладуваш во Него? Погледни го тоа место, читај малку, барај Бог да ти покаже. Што значи да се насладуваш во Него? Во крајна сметка значи ова: над се што е важно во мојот живот, моето заедништво со Него е најважната работа. Јас сум воодушевен да му служам на Него. Јас уживам во обожувањето на Него. Јас се радувам при давањето за Него. Јас сум воодушевен во живеењето на побожен живот. Тој вели: насладувај се во Господа и тој ќе ти ги даде желбите на твоето срце. Потоа тој вели, например, стих кој многу луѓе не го веруваат. Ние имаме ветување на исцеление во време на болест. Погледнете во Псалм 103, погледнете во првиот стих. Благословувај го Господа, о моја душо, и се што е во мене, нека го благословува неговото своето име. Благословувај го Господа, о моја душо, и не заборавај ниту едно добро. Слушајте, не заборавај ниту едно од неговите придобивки. Кои се тие? Кој ги очистува сите наши беззаконија, кој ги исцелува сите твои болести? Сега, ајде да ве прашам. Кога ние зборуваме за Божиот карактер, еден од тие квалитети на Бог е: тој никогаш не се менува, тој е непроменлив, тој никогаш не се менува. Дали тој ги оздравува луѓето во Стариот Завет? Да. Дали ги исцелува луѓето во Новиот Завет? Да. Дали исцелува луѓе кои биле после Новиот Завет? Да. Дали тој исцелува денес? Да. Тогаш, ако ние го веруваме ова, зошто кога имаме малку болно грло или кивавица, сакаме да трчаме кај докторот за антибиотици? Зошто не трчаме кон Исус? Сега многу луѓе сакаат да се молат за нешто, за некоја физичка болест, кога докторите рекле дека веќе е готово или нешто многу сериозно. Зошто прво не зборуваме со Бог, бидејќи ние сме пораснале, сме навикнале, ни било кажано, сме биле предупредени и сме биле исплашени. Вистината е дека Бог е моќниот исцелител. Дали тоа значи дека никој нема да умре? Не, не значи тоа. Но значи дека ние можеме да бидеме здрави и исто така силни, се додека Господ не заврши со нас. Тогаш не прави никаква разлика што се случува, бидејќи помислете на ова. Ако ние ги имаме сите овие ветувања овде, што за одењето на небо и да се биде во присуство на Бог, потоа секако погледнете во Римјаните 8 глава, кога ќе помислам за прекрасното ветување во Римјаните 8, а тоа е фактот дека ништо не може да не оддели од прекрасната Божја љубов. Слушајте што вели во овој пасус, и еве го ветувањето. Многу луѓе на вистина не веруваат во ова. Слушајте го ова. Тој вели во стихот 38. Оти јас сум убеден дека ниту смртта, ниту животот, ниту ангелите, ниту властите, ниту сегашните работи, ниту работите кои идат, ниту силите, ниту височините, ниту длабочината, ниту некоја друга создадена работа не може да не одели од љубовта на Бог, која е во Христос Исус, нашиот Господ. Помислете на ова. Ти имаш прекрасен подарок на Божјата безусловна љубов во твојот живот. Никој не може да ти го вети тоа освен Бог. Сега, ти можеш да сакаш оваа личност да те сака, или таа личност, но гледај кој те љуби. Тој рече и покрај тоа, и ги именуваше сите овие работи. Ништо не може да не одели од Божјата љубов. Тоа е богатството што го имаме. Вие ја поседувате љубовта на семокниот Господ. Тоа никогаш нема да се измени. Свртете во Јован глава 10 за момент. Ова е неговото прекрасно ветување за вечната сигурност. Слушајте што вели тој. Моите овци го слушаат мојот глас, и јас ги познавам нив, а тие ме следат. Јас им давам вечен живот, и тие никогаш нема да загинат. Тој не рече освен, ако и, но, кога, каде. Тие никогаш нема да загинат, и никој нема да ги отме од мојата рака. Мојот татко кој ми ги даде на мене е поголем од сите, и никој не може да ги отме нив од раката на мојот татко. Јас и таткото сме едно. Мислете на она што го поседувате. Вие поседувате дар на вечен живот. Внимавајте. Ништо, никој, никогаш, ништо не може да го смени тоа под никаква околност. Ти си дете Божјо. Ти си вечно осигуран. Живееш во грев, тогаш има некои други ветувања за казна и дисциплина. Но ние зборуваме за ветувањето што Бог ни го има дадено, дека ти си вечно осигурен. Тогаш ќе ви дадам последно. Ние можеме да се справуваме со ова цел ден, но јас ќе престанам за неколку минути. Но она што го сакаме да го видите е она што го поседувате, што го имате.
Слушајте што вели Исус. Тој вели да не се плаши вашето срце. Верувајте во Бог, верувајте исто така и во мене. Во домот на мојот татко има многу места. Ако немаше, јас ќе ви кажев. Одам да ви приготвам место. И кога ќе отидам и ви приготвам место, јас пак ќе дојдам да ве земам при себе, за да бидете и вие каде што сум јас. Точка. Ние го имаме ветувањето од небото. Она што сакам да го кажам едноставно е ова. Верувањето од Бога е една прекрасна работа. И мојот предизвик за вас е едноставно ова. Барајте и земајте го она што е ваше. И се што и да се соочувате во животот, запаметете кој сте, следбеник на Исус, колку сте богати и прекрасниот капацитет што го имате да му служите на Него со сето ваше срце, на начин што никогаш да не остарете, туку ќе цветате, ќе бидете плодни и јаки во сите денови од животот. Амин. Татко, колку благодарни сме ние ова утро за прекрасното ветување од Твоето Слово. И она што го прави толку прекрасно е фактот што ние знаеме дека тоа никогаш нема да се промени. Ти никогаш не се менуваш. Ние не можеме ниту да почнеме да мислиме за нешто што ни е потребно, а ти да не си го снабдил. Затоа ти велиме, благодарам ова утро. И јас се молам да ни покажеш како да живееме за луѓето кои се духовно во сиромаштија, сакаат да знаат што е изворот на нашето богатство и ние да можеме да им кажеме во името на Исус. Амин. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб страната www.intouch.org. InTouch, водејќи ги луѓето ни светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службата во Контакт и овозможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.